Благодарам, председателе, почитувани колеги пратеници, почитуван директоре, почитуван господин Милевски. Навистина, да не бевте лидер на партија, немаше да ви реплицирам, но навистина вашата дискусија, односно вашата прва реченица од говорот, ме испровоцира за една реплика, а таа реченица ве цитираме: почитувани борци за човекови права. Се обративте на почитуваните борци за човекови права, сигурно мислејќи на луѓето кои што веќе месец и пол протестираат низ главниот град и низ градовите на Република Македонија. Велите борци за човекови права. Јас ги повикувам граѓаните на Република Македонија да направат сериозна дистинкција за двата типа на борци на човекови права. Едните се децата бегалци од Егејска Македонија, чиј релјеф беше поставен или се уште поставен на Порта Македонија. Борци за човекови права се и членовите на президиумот АСН. Борци за човекови права се и линденците. Борци за човекови права се учесниците во народно-ослободителната борба и така натаму и така натаму. Од друга страна, имате борци за човекови права кои што господинот Милевски ги поздрави. Тие се луѓето кои што со поликолор бои фрлаат во спомен обележјата врз овие борци за човекови права, и тоа со пари финансирани од странски донации, сомнителни и за државите од кои што потекнуваат. Така да, почитувани граѓани на Република Македонија, направете дистинкција кои се вистинските или кои биле вистинските борци за човекови права. Почитуван господин Милевски, почитувани пратеници, една секојдневна случка што се случи пред 10 дена, јас сум должен пред пратениците на Републичкиот парламент да ја кажам, а се однесува за мнозинството граѓани во Република Македонија, за оние што не припаѓаат ниту на вашата политичка опција, ниту на нашата. Во еден неврзан разговор со нив, кој што биваме секојдневно, тие или нивниот вака став беше дека: почитуван Драган, вие сте пратеник од ВМРО ДПМН, но во едно мислам дека не се согласуваме, а тоа е дека луѓето што протестираат на улиците во Скопје и низ градовите во Република Македонија не веруваме дека се поттикнати или организирани, а најмалку поддржани од СДСМ и раководството од СДСМ. Само 2 дена после тој разговор, бидете убедени дека е автентичен и реален разговор, истите тие беа сведоци кога самата врхушка, како што вие милувате да кажете, на СДСМ излезе и го торпедираше, бомбардираше Министерството за правда. Верувајте, уште истиот момент стигна извинувањето од тие граѓани. Пак ја потенцирам, нити се членови на СДСМ, нити се членови на ВМРО ДПМН. Нивното неверување беше дека врхушка на втората по големина партија во Република Македонија го бомбардира со катапулт и со сопствени раце Министерството на сопствената држава, Министерството за правда. Ви благодарам.